Inovatorskата i istražuvačkата dejnost se sve pozначајни во малото стопанство. Во последно време, иноваторството кај занаетчиите е толку развиено, што во Словенија статус на слободен иноватор имаат 88 иноватори, а сигурно е дека ќе ги има и повеќе во иднина. Преносот на технологијата и меѓусебната соработка стануваат се по признати начела, така што занаетчијата не може сам да ги оствари своите замисли. Затоа формираат договорни организации на Сдружениот труд. Тука често наидуваат на тешкотии што самите не можат да ги решат, бидејќи кај другите се уште не е расчистено прашањето за средствата што поединечно ги вложуваат. Затоа се заостанува со формирањето на договорни организации, а од друга страна е поголема соработката меѓу приватните занаетчии со одделни трговски работни организации. Таков успешен пример е Ковинотехна од Целје, која ги поврзува приватниците од металската струка. Успешноста на иноваторството го потврдува и податокот што меѓу пријавите за нови патентни и модели, уделот на приватниците е поголем од уделот на индустријата. За отворање на самостоен занаетчиски дуќан за една од формите на мало стопанство секако се и договорните организации, има многу тешкоти. Пореската политика кај нас, добивање тешко дозвола за работа, простор, кадри. Дали се тоа само тешкотиите за малиот успех што го имаме во малото стопанство? Точно е оно што вие го наброевте, да во тоа наоѓаат овие организации и индивидуалните лица бројни потешкоти при регулирање на желбата за отварање на сопствен дуќан или при, да кажеме, организирање на договорна организација и слично. Ние на последната седница на соборот на малото стопанство при комората расправавме околу последниот закон за договорните организации и констатиравме дека доста решења што тој ги содржи се надминати, а во исто време се покажа и како неодрживи. И во врска со тоа дадовме одредени мислења за неговото изменување, за изменувањето на овој закон, да се отвори малу поинтензивен процес за нивно формирање. Колку развојот на малото стопанство допринесува до специјализација, до поголема поделба на трудот и до зголемување на продуктивноста, нешто со што не можеме да се пофалиме, продуктивноста? Секако една од општествените функции на малото стопанство е да се специјализира работата. Да се лоцираат специјални погони во помалку развиените подрачја, каде што има невработени. И на ова се работи. Da bi se tamo razvijali specijalizovani pogoni za veće sisteme i na tome se radi. Веќе има и некакви успеси. Инаку продуктивноста во малото стопанство кај нас мислам дека е доста добра, иако и капацитетите на малото стопанство се многу неискористени. Мислам на капацитетите за подготовки на производството, всушност машините, а исто така и работното време. U stvari radnih mašina, a isto tako i isto radnog časa, radnog vremena. Каква е продуктивноста во малото стопанство? Дали е поголема? Тешко е да се одговори каква е продуктивноста, затоа што тоа зависи од основните средства. Ако некој има многу застарена технологија, тогаш продуктивноста не може да е подобра. Во приватниот сектор, машините се помалку во дефект, побрзо и подобро се поправаат и поради тоа продуктивноста е многу поголема. Да подечам дека приватниот сектор е многу заостанат, дека има недоволно основни средства, а на друга страна има многу организации на Сдружениот труд со модерни средства, но технологијата не ја развиле затоа што не знаеле да ја подобрат организацијата на работењето. Да, само што видите, за нас и ни гледат како бели медведи.
Тие мислат дека ние можеме да се обогатиме. Има некој, можда да има, да може да се обогати. Али би требало, ја би ги викал сите тие што така мислат, нека дојдат. Еве ние колку имавме мука да влеземе негде да се кооперираме, бидејќи стварно е крајно време. Оти ние сме сега за сега многу поскупи него од предпријатие. Ние само едино што имаме продуктивност. Ниједан занација не работи 7 сата. Он ако работи испод 12-13 сата, тој ќе затвори дуќанот. Кој да бил? Вие знаете дека у стопанството свегдека има губитоци, па санација, па што ти ја знам. Како се работи во малото стопанство? Во малото стопанство тоа е различно, кај оние занаечии кои се појаки, продуктивноста е поголема, за разлика од оние чии можности за работа се помали. Дали повеќе се работи, дали продуктивноста е поголема? Така е, точно е. Ако повеќе се работи, повеќе ќе се заработи. Добро, кој се плаши од приватниците? Дали се плашиме од тоа што некој вела дека малото стопанство води кон развивање на капиталистички односи? Ја мислам дека се работи за едно ноторно непознавање на работите. За мене не постои тука некој страх организован, ами постои повеќето една неорганизована акција на сите потписници на општествениот договор. Тука во прв ред мислам на општинските собрања, потоа на деловните банки, како и на други субјекти. Мислам да би требало поголема активност да пројават потписници на општествениот договор, кои се организовани у еден посебен одбор за мало стопанство. Тој одбор мал поголема активност да пројави и верувам да ќе се изменат гледањата што денеска постојат кај некои службеници од општините, кај деловните банки и кај другите субјекти. Мислам дека развојот на малото стопанство не може да води кон капиталистички систем, затоа што насекаде се цени личниот труд, а кај нас е подобро да има такви помали занаечиски дуќани, високопродуктивни, што го дополнуваат големиот систем и произведуваат артикли за него. И поради тоа мислам дека не треба да постои страхување дека ќе доведе до развој на голем капиталистички систем. Значи не е лесно воопшто да се не е лесно, што е лесно, за нација не е лесно денес. А велат дека приватниците се богати? Богати се, да, кој е некој богат, можда, сите не се така. Вижте, тоа е 5-6% или 10% ако се богати, кои има не се знаваќе или овие бутици што е. Иначе приватник да работиш со игла, тоа не може ништо да се трши. Друже Кунтариш, дали се наше друштво дали нашето општество се плаши од приватниците? По моје мислење, не би рекол дека нашето општество се плаши од приватниците. Но кај нас има одредена политика што на ова не му е дорасната и поради тоа на ова така се гледа. Не би можело да се каже дека населението така за ова би размислувало. Мислам дека во Словенија оваа бариера веќе сме ја надминале. Дали овој приватен сектор треба да има ограничувања? Мислам дека не се потребни какви било ограничувања, затоа што мислам дека занаечиите се први што се вклучиле во стопанските и стабилизационите движења, однесувајќи се домаќински во сите работилници и работејќи колку што можат. Začeli obnašati tudi gospodarno v svojih obratovalnicah in delajo toliko, kolikor pač zmorejo. Мислам, напротив, такво страхување во Словенија нема, затоа што имаме така уредена законска регулатива, што ниеден занаечија со чесна работа не може да се збогати. Мислам дека тоа кај нас е средено. Дури и во делот од законот за национализација на просторот, кој е на сила, и тука не постои можност да дојде до тоа. Словенечките занаечии немаат ни интерес да одат во таа насока. Мислим па да туди словенски бртники немаат тех интересот да би шли во тој смер. Велат дека приватниците се богати луѓе, колку е тоа вистина? Па зависи се тоа како се гледа. У кој смисол се гледа тоа? Богати се некој кој има 3-4 или кој знае колку дуќана, некој кој работи за своја фамилија, тешко е. Не може да се збогати. Не може, не. Со развој на малото стопанство сигурно
поред што би се зголемило вработувањето, многу би се намалила и самата зависност за увоз на одредени материјали кои што ќе служат било за инвестиционо одржување на тие машини во процес на производство или комплетирање на одреден целосен производ со домашни производи кои што не би давале огромни девизи надвор во работните организации. А можностите на малото стопанство се големи? Ја мислам дека се можностите многу големи. Самиот, ја и преди малку спомнав, имаме голем недостиг на производи, голем недостиг на бројни услуги, граѓаните бараат, меѓутоа нема кој да ги извршува. Тука би требало у програмите што општинските собрања ги прават, да ги одбележат сите оние потреби од кои се нуждаат самите граѓани на општините. И тоа да добие приоритет у програмата за развој на малото стопанство и кон тоа да биде ориентирана и данъчната политика и политика на деловниот простор, потоа и самите овие училишта за насочено образование и они ќе треба у своите програми да ги внесат потребите на малото стопанство од аспект на кадровите, што тоа ги бара и така натаму. Во текот на договарањето, кога разговаравме со вас, вие рековте дека една од предностите и можеби добрите страни во Словенија е тоа што се развива селото и околината околу градовите. Да. Па ми смо ипак, мислим, прилично доста направили у Република Словенија. Сметам дека во Словенија доста направивме да не се развиваат само центрите, туку имаме и дислоцирани погони. Повеќето се погони од малото стопанство. Се разбира и од големите системи, што се развиле онаму каде што има невработено население. Работиме на тоа, па имаме и одредени успеси во некои помалку развиени краишта, за да ги задржиме луѓето каде што има можности да се развива, да речеме, земјоделството. Тие луѓе имаат мали парцели, па должни сме да им дадеме некоја дополнителна работа за да ги стимулираме да останат на тој терен. Некои успеси веќе се евидентни. Докога ќе водиме грижа за малото стопанство? Дали може би е ова само една хит тема моментно во цела Југославија или после 5 до 10 години може би ќе го напуштиме овој концепт? Јас се надевам дека по 5 или 10 години ќе имаме развиено мало стопанство, а со тоа и развиено стопанство. Оваа поделба на трудот мора да оди напред, специализацијата мора да оди напред. Секако во барање на поевтино производство и подобро искористување на средствата,